Како се чувствувавте во саботата додека се пукаше и како се чувствувате сега кога си ја гледате куќата? Не знам, седија сад харчеш ја ми јас чечешкина. Но ги ди. Каде бевте? Јас Кога почна пукањето? Вас горе спиеше на таа соба. Почна пукањето и слеговме доле. Јас, жена ми и мајка. Како извадивте жива глава од тука? Да. Куќава практично не постои повеќе. Ние се извлековме, преко целиот ден бевме по собата доле и околу 6 часот почна куќата да гори. Долната соба почна деловите од горната соба да се запалат и паѓат во долната соба и плафонот почна да паѓа. И видов дека нема шанса више да се извлекува тука. Излеговме кроз врата. Излеговме кроз врата и тука до тука кога излеговме од таа жолта куќа таму, горе на спрат има еден прозор. На таа жолта куќа. Глава само видов од човек еден. Униформиран, стој не пуцај на македонски јазик, стој не пуцај, има цивили. И прекинаа пуцањата. И јас заракам мајка ми од една страна и жена ми излега. И после на каде отидовте? До полициските автоблинди. Да. Сега каде престојувате? Сега сместени сме кај во некоја фамилија. Иначе имам јас собствен стан. Иначе све што е било внатре скроз е како што гледате. Вие сте газди ваша куќава? Масјадате хајде рсем бањакно? Годен. Што ти годен на хубаво? А вие кога сте од Македонија? Треба да ми горе. А вас се пукаше? Не, кога нас не овде више од Воковара. За нистото е. Нема ни убиено, ни пасено, ни... Ја од спање стана, виде дека пуца, добре са највише, никој не ми даде да искачам, ни не види кој е бил, што е бил. Важно, 12 сата тој сум легал, фала Богу, живи сме сите, а зашто ето видите сами. А со кого бевте дома? Со моја жена. Се криевте? Како не? Како не сме крили, видиш, све врз леѓа. А сега каде сте сместени? Сега сме Што ќе правите? наша фамилија. Черке се, таму се, деца ти еден свет. Ја од некој денес. Црвени тренерки. Тука, одмо. Овде нема, беше излеза, баре нешто отиде човек. Како изгледа вашата куќа? Нашата куќа изгледа, сами го видите, многу е штетена, не е за живење моментално, се е влом. Бевте ли тука кога започна пукањето? Не бевме тука, за среќа не бевме тука. А кога се евакуиравте од Ние овој? се евакуираме една ноќ пред тоа. Навечер. Знаете? Апсолутно не, ништо. Никакви сознания не сме имале. Кај братот ми се пресели во стан, бидејќи почнеме да кречеме тука да следиме некои работи и тоа ги видите и те писите тука. Реновиравте, значи? Да, така,
Апсолутно. Имате ли sad gde da živite? Моментално живееме код родине. Моментално то. Kod rodine smo tu. Kažu ljudi ovde u ulici da ima i neki koji su poginuli, a to tačno od komšija, znate? Momentalno ništa nemamo informacije. Šta ćete sad? Šta ćemo sad? Jel imate neku pomoć od grada? Momentalno ništa. Momentalno ništa. Nemamo ni vode, ni struje, kuće, ni ništa. Ви се обратили некој од институциите, премиерот најави дека ќе има... Најави, да, се надеваме на тоа, да. На тоа се надеваме. Бидејќи се оштетени 100%. Тоа може да стимите, да стикате. Тоа е тоа. Друго немам комент. Голема šteta ви е направена. Што да кажам? Тоа ќе се видите сами, може да снимате. Не без куќа, всушност. Моментално сме без кров. Тоа. По луѓе, по роднини. Колку луѓе живеевте во вашето? Во момент 8 души. Јас сум родител на 5 деца, с жена и с мајка ми сме тука. Работите ли нещо? Не, не работим. А съпругата? Не. Што живее? Една пензија од мајка ми. Социјално взимаше добро некој време и тоа ми стопира. А порано работите негде? Порано сум работел. Стечен работник сум од 92. А, зага го е. Ей, где е телефонът си? Опа. Извини, може да снимам пак ќе се качиш? Да.